нема да должам, значи се пријавив, меѓутоа очигледно не ме видовте. Во ред. Почитувани колеги пратеници, не сум член на ова комисија, како заинтересиран пратеник сум присутен на комисијава. Сакам 2-3 реченици само да кажам, нема да бидам долг. Во контекст на она дискусија од Сабајле што ја почнавме, значи и атакот на македонската демократија која што се случи во македонското собрание. Ова е само едно продолжение на она на што сме сведоци во изминатиот период. Навистина, доколку сакаме да градиме некакви демократски институции, ако сакаме да го подигнеме, да ја подигнеме довербата кај граѓаните во овие наши институции, конкретно во оваа власт, како може да се нарече после законодавната, извршната и судската, ова на некој начин му доаѓа како некој контролен механизам над овие. Мислам дека требаше да се овозможи и да им се создадат услови на пратениција, малку да ги видат кандидатите кои што ги предлагате, и вие и ние, и власт како опозиција, со цел да можеме да поблиску ги запознаеме, да видиме за кого на крај ќе гласаме во пленарна сала. Не се сомневам дека биографиите што се доставени дека одговараат на тие лица, и пак за мене останува нејасно како тие биографии се најдоа кај нас, односно кај вас моментално на комисија, дали имаше некакви апликации и каде биле тие апликации, дали биле во политички партии или биле кај конкретни пратеници. И тука пак ќе се постави прашањето за партизираност, односно департизираноста на институцијата во која што денеска ги разгледуваме овие кандидати. Уставно начело е дека таа институција треба да биде департизирана. И тоа е голем проблем. Требаше да се овозможи да бидат присутни тие кандидати. Ако колегата Антонио имаше еден прекрасен предлог, не знам, навистина не ми е јасно зошто го одбија, еве и други колеги дискутираа во таа насока, а на крај гласаа против. Ако има 9 кандидати, по 20 минути, мислам дека за неколку часа ќе можеше да се заврши целото тоа едно нивно представување пред јавноста. И тука ќе можеше да се потврдат или да се отфрлат некои работи за конкретните кандидати. Многу е некоректно да дискутираме по еден лист хартија кој што ни е доставен, овдека во делот на биографијата за кандидатите за уставни судии, и фалат најбитните работи, односно најважните работи. Во ред станува збор за лице кое што е правник и така натаму. Убаво е напишена неговиот развој и напредок во кариерата, меѓутоа најважното го нема. Најважното по мене е, ако веќе го кажувам, конкретниот предлог кој што е Фатмир Скендер, недостасува неговата ажурност. Колку предмети решил. Ако веќе бил од 1. јануари 2014 година до денеска судија во апелациониот суд, дајте да видиме колку предмети решил, колку предмети примил, колку му останале нерешени, колку е човекот ажурен. Доколку веќе не дојде тука да разговараме со него, да го прашаме. Значи, тие работи не достигаат. Кои биле неговите оценки? Нели ги оценуваат? Како сега ние да знаеме дека овој почитуван кандидат е подобар од овие другите? Или е послаб? И мислам дека тука треба да се држиме до критериумите кои што за жал ги немаме. И тоа е големиот проблем во оваа наша држава, затоа што за најклучните функции ние немаме критериуми. Туку се решава политички, односно партиски. Ако можеме да му дозволиме, односно да доделиме улога на овој кандидат сега што е предложен, да утре да може да поништува, односно да поништува акти кои што ќе ги носи ова собрание, па мислам дека е честно да го видиме кој е тој и можеби да го прашаме некои работи кои што овдека не се напишани во биографијата. Во секој случај, останува на вас како комисија вие да го оправдате негласањето, односно неможноста да ги видиме овие кандидати, да се обратат и пред нас и пред македонската јавност. Ви благодарам.